Добар ден, почитувани, следува терминот за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и најавив во централниот дневник. Денеска мој гостин е новиот председател на Комората на сметковители Благоја Грозданов. Грозданов, ви благодарам што дојдовте. Благодарам на поканата. Така. Почнуваме со дигитализацијата, она што е најактуелно во овој период, не само во Македонија, туку и на глобално ниво. Сакам да слушнам колку сметководството ги користи институциите, како сте поврзани со институциите, односно на кое ниво е дигитализацијата? Ова е многу интересно прашање. Всушност и да, мислам во контекст на светските трендови, сметководството е исклучително мултидисциплинарно за почеток. Значи тука се спојуваат економија, малку право, малку повеќе даноци и дефинитивно информатички технологии. Веќе се земат сите оние информации, бројки, потоци што треба да бидете поврзани, претпоставувам со многу институции државни. Апсолутно. Идејата е се што може да се автоматизира, да се автоматизира. Имате многу повторливи постапки и дуплирани внесови на податоци кои во нашето секојдневно работење се јавуваат и кои ние преку тие системи кои ние ги имплементираме, значи се збориме за комерцијални системи кои ние си ги користиме, во голем дел се обидуваме да ги анулираме. Значи да остане повеќе време за суштинска анализа на податоци на финансиско и на даночно известување. Сега, ова е од наша страна. За се да може да оди глатко, како што сакаме да оди, како што вие кажавте, мора да имаме интеграција од другата страна, односно од страна на државните институции, со кои, бидејќи не сме карика, многу сме поврзани и од тој аспект како линк меѓу стопанството и државата, за да може ова све гладко да оди, за да можеме гладко да ги нудиме нашите услуги, мора да се интегрираме и со тие државни системи и државни институции. Добро. Сега, каде настанува проблемот? Да, има дигитализација, дефинитивно има, скоро секоја државна институција има систем. Ама колку добро, толку лошо. Верувајте, знаете зошто? Затоа што немате холистички пристап, немате стратегија, односно имате изолирани системи кои секој сам по себе функционира без да знае за интеракција со другите системи. Зошто ова проблем? Еве еден најбанален пример ќе ви кажам. Вие прашавте за интеграција меѓу системите на институциите. Ја ќе ви кажам дека онаа институција со која ние најмногу комуницираме, Управа за јавни приходи, преку која одат најголем дел од нашите услуги и со која секојдневно се соочуваме, една институција има 4 системи вака од врвна памет на кои ми текнува. Имате е-даноци за кои преку кои одат даночните пријави, имате е-ПДД за персонален данок, сега во виде е-УЈП има некоја замислен, ништо не се случи, само остана плюс систем, имате МПИН за плати и за да биде најинтересно, ако сакаме уверение за платени даноци, пак мора на шалтер да отидеме. Значи не дека нема системи, но треба некој да седне, да ги изанализира, не само односно пред да ги анализира системите меѓу институциите, прво да ги анализира системите во рамки на институциите и да види на кој начин може да се интегрира, да се поврза, да се елиминира дуплиот внес на податоци и како може тие системи да се стават во функција на најчесто на нас сметковителите како крајни корисници или ако сакате по-широко да фатам во функција на стопанството. За ова треба време во секој случај и за ова треба стратегија. Меѓутоа ова се што набројате половина да речем, мене ми е познато како лаек, нели не сум во таа фела. Зашто, каде е кочницата, каде е пречката? Тука е многу интересен. Кој не си ја завршил домашната? Тука е многу интересен и може на многу долго и на широко да го фатиме во мојот, ќе се обидам да го сумирам. Тука е многу интересен наравот со кој настапуваат во комуникација државни институции. Не е еднаш повеќе податоци од таму не добивате или како или немате пристап до тие информации што ги барате? Ние имаме пристап до повеќе системи кои меѓу себе не се интегрирани и многу често имаме дупли внесови на податоци без автоматизација, проверки и слично. Всушност не е еднашка повеќе пати е комуницирано, значи со различни институции, да не именувам конкретно, меѓутоа многу интересно кога вие барате нешто од институција, најчесто добивате изговори. Кога се имплементира нешто преку ваши плеќи, односно кога се имплементираат решенија во кои делумно или можеби воопшто не сте биле консултирани, а кои зависат од нас како сметководители за имплементација, ние немаме луксус да кажеме, ама ние, знаете, немаме ресурси да го имплементираме, ние мораме да го имплементираме. А од другата страна секогаш има некаков изговор од типот на нема ресурси. И сега, дворе, јас сваќам,
еве кај управа за земјни приходи имаат реален проблем, неколку пати спомнав, со човечки ресурси, тоа е факт. Меѓутоа било фино и тоа го очекувам и се надевам дека во иднина ќе се случи, било фино да наместо само да кажеме каде е проблемот, да идентификуваме како ќе го решиме проблемот, односно ако идентификуваме некоја ситуација нели проблематична, да понудиме и решение, бидејќи ние сме во доменот на сметководство сме многу активни како и во доменот на давање на консултации за деловни субјекти. Нас никој не ангажира да му кажеме не може. Како да направиме да може? Дајте да најдеме некое решение, некоја идеја како да се спроведе конкретно некое решение. Значи дигитализацијата е неизбежен тренд. Има, не дека немаме системи, имаме системи, меѓутоа проблемот е што имаме премногу системи. Ако се ставиме на некаква скала, каде би биле ми како држава? Онако сега од 1 до 10, не знам како би го квантифицирал, меѓутоа Во регионот не мора да одиме далеко. Во регионот имате држави со далеко поголем степен на интеграција и поубав и подобри услуги отколку нашите. Пак ќе кажам, проблемот е што секој смислувал сам по себе и никој не застанал од озгора да ја гледа целата перспектива и како се ова меѓу себе комуницира и треба да комуницира. Значи стратешки пристап треба да застанеме, да одзумира некој, од тича перспектива, каже, окей, овој систем со овој овдека не треба да допринесе, со овдека треба вака, овдека. Значи како се тоа комуницира? А бидејќи ние комуницираме најчесто со институциите и со системите, и неколку пати се имаме понудено и како комора, како фела да дадеме наш инпут, односно и да пробано да речем да помогнеме да се идентификуваат тие недостатоци и каде може да има подобрување, меѓутоа, како што кажав, најчесто сме добивали изговорени решенија. Зборуваме за дигитализација на процесите, а се уште најавуваме е-фактура. Тоа е нешто што јас Ова може би 5 години се најавува, повише. така и уште и повише, така? Повеќе. Јас може не 10, ама минимум 7-8 години мислам дека го слушам ова. И навистина се надевам дека ќе се случи. Што е проблемот? Зашто не може да се реализира? Ја ќе се вратам на претходното прашање, значи колку што знам и сега е во програмата на победничката партија на изборите проектот е-фактура. Апсолутна поддршка да се реализира. Но пак да се вратам назад, да биде во контекст на овој холистички пристап кој го бараме. Ако сега добиваме 5-ти систем на управата да ни приходи, тогаш мислам дека не сме постигнали ништо. Значи ни треба да биде интегриран во рамки на еден систем, едно системско решение, каде што све тоа гладко ќе функционира, пошто ова може да биде еден чекор кон уште поголема автоматизација која убаво се имплементира. Например, може да добиете делумно предпополната ДДВ пријава. Што е одлично, делумно, не може целосно никогаш, меѓутоа делумно. Да не предлог да речем. Затоа што чекори ќе намали оваа е-фактура? Сега тоа е многу важно. Ако се спроведе како што треба, може да намали можеби 35-40% од работните процеси. Ако се спроведе лошо, тогаш ќе биде додатен чекор. Сега тука е идејата. Дополнителна активност, дополнително обременување административно во начинот на имплементација. Ја би рекол прво треба да се вратиме назад, да направиме еден скен што го побаравме на екзистирачките системи, интеграција на екзистирачките системи, па потоа да се додаваат функционалности. Инаку во насока на сузбивање односно намалување на даночната измама, во насока на намалување на нашиот административен товар евиденциски и не само финансиски евиденциски, и даночно евиденциски, бидејќи даночните пријави се пополнуваат рачно ќе кажам, значи. Може многу да придонесе, но треба многу убаво и пополека да се смисли. Јас сум за некое решение во кое би се одвивало во фази. Значи прво овој скен на моменталните системи, интеграција на моменталните системи, па додавање на функционалности, при што овдека би оделе веројатно во прва фаза, со големи даночни обврзници, па после не знам, втора, трета фаза и така натака, полека. Не добиваме ништо со брзање. Значи прво анализа, многу важен момент за мене во самиот процес да имате вклученост не само на нас како сметководители, туку и на генерално на стопанството во процесите, за да може секој да даде свој инпут, бидејќи ова е нешто што би ги засегало сите. Иначе правилно имплементирано би имало голем бенефит за цело стопанство и за држава. Спомнавме неколку процеси во однос на нови технологии, што е она приоритет што му е на сметководството сега за реформа? Па тука не дека каде што го почнавме разговорот, тука ќе го мислам од аспект на комуникација со државни институции, тука некаде ќе го лоцирам и приоритетот, значи бараме да бидеме вклучени во процесите на носење не само на законски, но и на системски решенија, бидејќи најголем број од нив се преку нас имплементираат на крајот на денот и во правилна, сега да не биде само дигитализација, сега кажам правилно имплементирана дигитализација на
процесите и на услугите кои ги добиваме од системите, од државните институции, бидејќи некако многу лесно, многу паушално некогаш се воведуваат системи или алатки и така натака кои се рекламираат како олеснување, уствари се ова што го рековме, што е опасност кај фактура, а уствари се дополнителни чекори. И само наместо да олесниш, сега ти додаваш. А тоа додаваш, кога ќе кажете, многу ми е интересно кога ќе настапат со флоскула на товар на стопанството генерално. Не е на товар на стопанството, на крај таквите решенија на товар на сметководителите конкретно паѓаат, бидејќи најголем дел од тие решенија поминуваат низ наши плеки, односно ние треба да ги имплементираме. Затоа бараме вклученоста и транспарентноста на тие процеси, приносење на тие решенија. Ја спомнавте политиката на кратко, нешто извадив и јас во однос на програмата што ја има ВМРО ДПМН, е сега доколку, нели, рековме, успеат да формираат влада и тие беат на власт, најавуваат подигнување на прагот на ДДВ од 2 на 3 милиони денари. За мене Кој е одлично. вашиот став околу тоа? За мене е одлична мерка, одлична идеја, што многу одамна имавме предложено. Со тоа ќе се израмни прагот за регистрација за ДДВ со прагот кои се ослободени од плаќање данок на добивка, даночните обврзници 3 милиони денари. Што за според мене одамна беше потребно, затоа што па имавте инфлаторни движења, тие 2 милиона од времето веќе не се, кога биле поставени како граница, не се, одамна мислам дека веќе не се релевантни, а освен тоа мислам дека ќе го намалат административниот товар кај помалите даночни обврзници, за кои реално да давате административен товар, а дека нешто ќе значи за буџетот, не можете да ме... Тоа сака да го не слушам, можете дали да ме тоа убедите, нешто не, придонесува, тоа е банално, колкава значи, сума влегува од нив? Значи, ако чека буџетот од тие субјекти од 2 до 3 милиона да се полни, тешко ли го буџетот. Така да само ќе намали многу повеќе ќе придонесе, така што ќе го намали административниот товар кај даночните обврзници кои се мали микросубјекти, кои поише треба да се оставите ги повеќе луѓе да се фокусираат на бизнисот. Тоа се луѓе кои се во системот, кои работат, оставете ги. Значи не се обесени на државата, значи не се трудат, се функционираат. Колку помал административен товар има, толку повеќе може да се фокусираат на реален бизнис. Така да тука сум апсолутно за таа мерка, со тоа што колку што ја прочитав има тука една звездичка фуснота каде што вика имаше текноточната реченица во програмата како беше како треба да се внимава на интегрирани во смисла со иста собственичка структура, добро. но тоа веќе зависи начинот на кој ќе биде имплементирано, не сакам да го коментирам, и пак е поврзано со интеграција на системите, бидејќи како ќе се ловат тие. Мислам дека сваќам што е идејата, да не може да отвориш 5 фирми со по 2,5 милиона, што е апсолутно во ред, меѓутоа пак зависи начинот на кој ти тоа да не се злоупотребува таа добрина од државата, така? Да, апсолутно тоа го поддржувам, но треба да се види како се планира да се спроведе, каков контролни механизам, пошто тука контролниот механизам пак ќе заврши од она за што прво зборевме, интеграцијата на државни системи. Во моментов тоа е веќе колку се тие врзани и во моментов вие немате поврзаност помеѓу, не знам, системот НУЈП, ЦРМ, МВР и така натака. Немате една централна база на население која ја користат и другите и така натака. Значи да, разбирам, се супер, но начинот на кој ќе се имплементира е многу важен и начинот на кој се контролира. Уште едно прашање успеав да извадам од нивната програма и толку. Од тоа околу, неколку пати спомнавте и вие, околу управата за јавни приходи најавуваат тотална реформа или велат целосна дигитална трансформација. Функционира добро УЈП? Функционира. Значи, моментот функционира, но сигурно тука има и некаква политичка позадина дека им треба целосна дигитална трансформација, меѓутоа еве вашот еве како од пракса. Реалноста е како што зборевме дека има многу фалинги. Значи знам дека главниот проблем со кој се соочува, веќе еднаш спомнав, главниот проблем со кој се соочуваат е од аспект на човечки ресурси. Тоа е во ред, цело време тоа го добиваме и јасно ми. Значи таму е потребна еден скен на сите работни процеси, на сите процеси за вадење документација и така натака. Исто така во насока на идентификација на најслабите точки и во принцип да, потребна е реформа. Ако е прашањето дали е потребна реформа на управата приходите, како е потребна реформа, само тоа е огромен проект и за тоа треба и време. И пак би сакал да изразам подготвено да се вклучиме во тоа, бидејќи сепак ние сме, како што кажав, главни корисници на услугите и главни снабдувачи со податоци на управа за јавни приходи.
Така да со дигитализација и со реформа на процесите можете да постигнете и многу подобро ниво на давање на услуги на крајните корисници. Само пак првиот чекор е анализа. Неколку пати сум имал интервју со раководните лица на управата за јавни приходи и тие настојуваат да бидат партнер на стопанството. Дали е тоа така? Па до сега имаме комуникација, сме имале комуникација со управата за јавни приходи, со тоа што секогаш мислам дека имаме простор за уште подобра комуникација и секогаш мислам дека има простор за некое подобрување и на соработката и на нашиот инпут во ова сега што го зборевме, дали биле системи, дали биле процеси, давање на услуги. Мислам дека е неопходно и поради тоа што за жал кај нас, посебно во делот на даноците, легислативата е, ајде да кажеме, подложна на толкување. Потребна е комуникација, претпазливо се изразив, мислам дека ме разбра, луѓето што сакам да кажам, потребна е комуникација на едно поинституционално ниво, односно комуникација со управа за приходи и нас како комора на заедничка маса изнаоѓање на, ние не сме сад за да даваме толкување, тоа е само собрание, меѓутоа изнаоѓање на најдобри пракси, ајде ти крстам, при имплементација на одредени даночни закони, материјалните даночни закони пред се, така што ќе имаме поголема правна сигурност за стопанството, поголема сигурност во нашата работа, подобра наплата на даноци, уедначена практика и така натака и така натака. За сето тоа треба да имаме некоја да речам соработка на ниво на сега како ќе укрстиме тоа, дали работна група или како и да не е ни важно, каде што на една маса ќе бидат и управа за јавни приходи и сметководители и на која отворено ќе се дискутира за проблеми во конкретни ситуации и ќе ги избегнеме, односно ќе го намалиме делот на толкување субјективни и така натака, него ќе имаме по Ја спомнавте на платата на даноците, како стоите со борбата со сивата економија? Ние како ретко кој сектор имам интерес да се намали сива економија. Нели колку помалку сива економија, во суштина толку повеќе клиенти реално за нас. Инаку сега кога збориме за сива економија, тука треба да разграничиме, најчесто се мисли на две ситуации, да речам. Од една страна имаме сива економија кога нема да издаде некој субјект фискална сметка. Што, ајде до некаде разбирам, меѓутоа тоа за мене е помалиот проблем, зашто многу често тоа е и ненамерно, и случајно и така натака. Многу поголем проблем со сивата економија е во оној дел во кој имате субјекти кои се целосно надвор од системот, значи не постои. Ако успее некој, ако има политичка волја и најде алат да ги имплементират и да ги вгради тие реални вршители на економски активности во систем, да ги вметне во систем, тоа е огромен буст не само за економијата, за цела држава, за буџет. Значи тука имате извор на приход кој е, ја би рекол, непроценлив и не може, не знам дали може да има начин така да се квантифицира. Мислам дека со правилни луѓе на правилни места, со имплементација на добри решенија може да се нема земја кај што нема сива економија. Тоа Европска унија 15%, Македонија на 30%. Да, ја имам малце повеќе, на 40 дури. Ајде по-оптимистички. Значи тоа ако успееме да го преполовиме, тоа би било баснословно за наша земја. Така да во таа насока апсолутно исто така целосна поддршка за сузбивање на оној дел, особено на овој дел од сивата економија, на субјекти кои се надвор од систем да се внесат во систем. Сакам да ве прашам во однос на фелата. Как и во секоја дејност, така и кој сметководството има несовесни играчи, дали се принудени од газдите, дали од клиентите, како да се изразам, да прават малверзации или на некој начин да ги штелуваат завршните сметки. Вака сега Како со нив? Како или институциите им влагаат во она му кажа што се сака да се влезе во трак или како зашто вие сме фела, ние сме како фела се што правиме оставаме трошки. Така да не може да не оставиш трошки, некаде да оставиш трошки, така да ако е нели од такви размери да некој треба да влезе, ќе влезе. Дека има несовесни, па секаде има несовесни. Сега да не се. Ја гарантирам се во одбрана на И колку е ќарот што ќе се добие од таква малверзација голем?
Или зависи од сега зависи од субјектот, имавте играчот. големи случаи, да, зависи од сега, имавте големи случаи кои нели имаат или чекаат разврска, меѓутоа се и во јавноста се познати. Ние сме Да им секогаш се тука. исплати ризикот. Не знам, мислам дека таков ризик не се исплати никогаш. Сега тука збориме и за нели за многу поголеми работи. Иначе во принцип јас сум секогаш за тука морални и етички, да речам, почитување на морални и етички норми и многу внимателно да се очекува, да разграничиме ненамерна грешка, сега тука збориме за тенденција, кој што кажавте. Инаку во одбрана на колегите, мислам дека тоа што го нафрливте кај мојот многу помалку се случува кај нас, неголи што се случува во државниот апарат, во државни институции, исто со тенденција. Така да мислам дека многу мал број се колеги, како што кажавте, што ова тенденциозно го прават, па сега нели за што знам јас се вклучени во тоа сега кривични дела. Инаку целосно ги поддржуваме институциите, ако нешто такво би се случило или се случува да ги расчистуваат работите и не може да најде за разбирање. Тоа се прави во државни институции, во јавни предпријатија, отколку кај нас. Во држава сега нема да делам отколку кај нас, затоа што ние сме, знаете, и да бидеме реални, најголем број од нас работат со микро, мали и средни предпријатија. Колку може тоа да се прави? Колка е тежината на тоа што може да се прави? Така да мислам дека многу мал е проблемот тука. Неколку прашања имам во однос на работата на вашата дејност, од како се појави најавата за емисијата, па ми стигнаа неколку прашања од ваши колеги. Дел од реакциите се дека и треба да се намалат, велат, часовите за семинари кои се задолжителни за овластените сметководители. Тоа им представувало финансиски трошок, а второ се жала дека од тие семинари или обуки не добиваат ново знаење. Се мисли на КПУ. Да. На континуирано професионално усовршување. Многу интересен концепт имаме во ФЛА, ама тој е интернационален, да се разбереме, не е наш, нека нас не текнало, значи концептот на континуирано професионално усовршување го имате во сите земји во меѓународна заедница во кој има ФЛА. Сега начините на кои се спроведува се веројатно поразлични ваму или таму, ако идете по земја, меѓутоа дека постои. Според мене, за да може да функционира, треба да функционира на ниво на да луѓето сакаат да дојдат, а не да дојдат зашто мора да дојдат. Би дошле, меѓутоа немаме корист од тоа. За да функционира на тоа ниво, за да би имале корист, мислам дека треба да се направи една поинтерактивен пристап, односно пристап со кој фактички прашање и одговори. Знаете зашто? Затоа што ние сме прво како ФЛА сме многу стари. Во суштина, значи, поголем дел од колегите што работат, збориме како демографија. Поголем дел од колегите работат со години во дејност. И за тоа имаме прашање плюс ке ве прашам. Дека ќе откријат Америка, нема да откријат Америка. Чак што нема што да ги научат повеќе, така? Не, секогаш има што да научите повеќе, меѓутоа сега тие се пак го гледат на тоа како нешто задолжително и најчесто кога имаш прашање ти доаѓаш кај мене со прашање. Конкретно нешто. Тоа треба многу повеќе да се вреднува неголи тоа што нели како обука го даваш, бидејќи кога даваш обука ти даваш на група на 100 души, даваш обуки 200, 300, не знам колку дајат. И во тој се обраќаш на сите, не може една тема на сите да им биде подеднакво интересна. И сега кога ќе дојдеш со конкретно прашање на телефон или сесија и така натака, ти имаш конкретен проблем, ти се обраќаш за да го решиш конкретно проблем. Тоа има голема тежина, зашто тука имаш идентификувано, да кажам, дупкаво знаење или проблем во секојдневно решавање и ти се обраќаш. Мислам дека и во таа насока треба да гледаме. Во светов имате дури ситуации, има колеги, има земји каде што дури имаш како снимени видеа, па видеата си ги симнуваш за мислам банална цена, па со конкретен одговор, видеата се 15-20 минути после. Со конкретен одговор на прашање, се снимал некој, симни си го и си ја плаќаш цената и веќе ти се призна. Тоа е многу поинтерактивно и многу по ова се часови кои што се задолжителни, кои што мора да... Ова е класично, значи зборим. Јас ги разбирам и во таа насока мислам, затоа што кај нас реално најголем број од дилемите се од даночна. Од даночна природа, што и потекнува од малку и замрсеноста на даночната легислатива и од начинот на кој се имплементира, односно начинот на кој се спроведува, бидејќи
Едно е нели законодавно од законодавна страна да се носи законот, па потоа како ќе се имплементира, како се толкува и така натака, имате многу нивоа и во таа насока мислам дека и тука треба да имаме поголем акцент и во насока на претходното, во контекст на претходните прашања во комуникацијата со управа за припади. Значи ако имаме конкретни теми на кои расчистуваме дилеми и воспоставуваме пракса, ја разбирам дека се како светиња го гледаат деношните инспектори, посебно на нивно дискреционо право, ама чекате малце. Значи има фина линија измеѓу ваше дискреционо право и правна сигурност. Значи не може дискреционо право да биде вие што сакате кога сакате. Прете мора да имаме јасни линии како се движи. Ред и поредок. И ако веќе и тука не може да го гневите вие собрание цело време да дава некакви толкувања, значи веќе мора ние да седнеме на маса како луѓе да се вака делуваме. Тука ќе го елиминираме делот што викате вие со несовесни колеги, значи веќе сме се договориле дека вака делуваме, не важи изговорот, ама не знае вака, значи веќе имаме нешто на маса сме седнале, така да. Дали може да се укинат непотребни според делот фелата образци во завршната сметка, се наведуваат посебни даноци и објаснувачки белешки? Знаете што имаме административно оптоварување било ова. Не, имаме ние ситуација во која имаме во многу делови пререгулација, ќе кажам. И преголем да ве замолам да бидете малце пократок во одговорите, бидејќи имам уште готово. Значи ние сме малце преобременети и со извештаи, преобременети и со прописи. И сега има не дека ние ги измисливме да веројатно имате во цел Европа. Но идејата е колку што може помалку за помали субјекти, посебно за микро и мали субјекти, колку што може помалку да се дополнително известува. А да се земат податоците од централно место, од едно место каде што више ги имате извештаи. Така и нас па обратно секоја институција во смисло не само тоа се централен регистар што ги спомнавте, не само централен, имате што знам НБРМ, не знам УФР сега им текна, кој каму ќе му текна, прави некој истражување, прави некој извештај и све преку нас помено. Значи колку поише не товарите, толку помалку ни дадате време ние за да се фокусираме на наше стварно битно. Треба да е тенденцијата и на дерегулација во многу аспекти, значи намалување и мержирање, односно спојување на некои законски решенија и во намалување на извештаите посебно за мали микропредпријатија. Зошто Институтот за сметководители наплаќа 800 денари од секое сметководствено биро, а не дава никаква корист за сметководителите? Збориме за правните лица. Има една чланарина што се плаќа за физички лица, другата е за фирмата. Па добро, ова прашање поубаво да се постави директно на институтот, иначе као генерална дали може да делувате да се укинат овие давачки? Или имаме комуникација, но во принцип као генерална забелешка, бидејќи законот за вршење сметководствени работи не е од вчера, веќе неколку година и пол-две ова форма. Да, најновиот во оваа форма. Генерална забелешка, мислам дека многу повеќе колеги им донесе стрес и дефокусира од работата, наместо да донесе некаква си заштита и да делува во насока на заштита на интереси на колегите. Сега ова е вака генерална забелешка, на темава може многу да се зборува и како што се комуницира, како што зборува за комуникација со институции, така и со државни институции, така и со институтот. Е потребна континуирана комуникација во оваа насока, со тоа што многу е важно не само да комуницираш, него и да се слушам, односно нешто да се имплементира, бидејќи впечатокот ми е како и со институциите, така и во овој случај дека многу често сме на маса само за да сме на маса. Мислам, ако ако присуствувам некаде за да слушам колку се од другата страна паметни идеите и убави луѓето без да се слушне и да се земе некој инпут од она што кажувам, тоа нема поинта, моветот подобро да не го губиме време. Значи ми треба ефектот тоа што се кажува и што се зборува и тоа мислам дека ќе напреднеме. Спомнавте законот кој што предизвика и протести во Скопје. Добро. Функционира сега? Задоволни сте од новото законско решение? Ја мислам дека ретко кој колега е задоволен од вака ова како што функционира во моментов, иначе профункционира во смисла де факто функционира. Што е проблем сега? Па проблем е има не еден, има нешто проблеми. Имаше едно тело во финансии кое што требаше да биде регулатор на некој начин, тоа беше најголемата сопка што беше на сметководителите. Не постои телото, значи се формира сите со вакви или онакви проблеми, се формира сите
тела, се помина сите неопходности за да функционира де факто, но мислам дека, како што кажав, поише предизвика стрес и обременетост кај сметковителите, него ли што нешто реално, некој си реален бенефит се почувства. Сега, идејата е барем според мене со воспоставување на вакви тела, ја би ги рекол евиденцијски повеќе него регулаторни, да се заштити интересот на сметковителите, а не ова сега вие што спомнавте за да речеме прекумерни извештаи и така натака, или не знам бирократија, така натака. Повеќе треба да се делува во таа насока, а не во насока на ометање или како се, кој точно зборам, на пречки за спречување на работата на колеги во период кога се и така обременети со се извештаи. Ги спомнавте колегите, нивната старосна граница. Оно што го знам од терен дека младите не сакаат да работат сметководство. Што е проблемот? Тоа е плати, многу работа. Голем проблем на диспропорција. Диспропорција помеѓу од една страна обврските кои ги имате, ви кажувам дека се треба да помине низ вас. И многу стресно, знам тоа. Екстремно стресно. Имате, нели зборевме, имате и пријатели во кругот на нашава фела. Екстремно стресно, нема кој да штити интерес, сами на себе остајани, ретко кои, значи ви имате по закон институција која баш и нешто не се замара со вас. Многу обврски кои да не се законски пропишани кон вас поминуваат де факто преку вас во извештаите во комуникација со државата, е релативно во корелација со тоа што имате кон вас, релативно ниски примања. Зошто некој би сакал тоа да го работи? Колку е просечна плата на сметководител? Тоа немам истражување да ви кажам, не би му сакал дека паушално, меѓутоа во секој случај во над просекот? Околу просекот. И колку сметководители има во Македонија овластени? Вкупно официјално мислам дека 7.000 овластени и сметководители, со тоа што јас не сум сигурен колку тие реално се вклучени, да речеме, мислам дека бројката е 5.000 кои реално ги извршуваат обврските, а кои не се само за лиценца. Дали бројкава е доволна? Па можеби моментално на соглед на старосната структура мислам дека ќе се намали во блиски иднина, така да ќе имаме проблем кога 70.000 приватни фирми има во Македонија. Кои што треба да поминат следно така мислам дека најголемиот дел се мали и средни. Мали и микро. Зошто имам чувство дека повеќе се става акцентот во државата на странските инвестиции и привлекувањето отколку од оние кои што политичарите го јадат лебот? Ова е одлично прашање. И мене ми пречи искрено акцентот на дискусијата во таа насока, затоа што Србија прво сум апсолутно за и да дојдат странски инвестиции, значи супер голем број на вработување наеднаш. Многу размена технологија, значи ме сваќате што сакам да бидејќи 98% се мали и микро и средни предпријатија, но многу малку се зборува за нив. Да не живееме во илузија, значи да не живееме во илузија дека некој тука дошол затоа што ние сме убави и затоа што сака да ни остави нас пари. Значи дошол за да направи пари. Што е окей, легит. Затоа и се работи. Легитимно си е, нели, правото, да во ред. Но ако повеќе акцент ставите малку на мали микробизнеси, тоа се фамилиарни мали предпријатија до иња наши, македонски кажам, кои се пофлексибилни, кои можат подобро можеби да одговорат или да се приспособат во одредени ситуации во како што се случува и се случуваат во моментов светски шокови и така натака. Фирми кои се бават со модерниве IT услуги и така натака и со потрадиционални работи, во тој случај ќе имате многу поотпорна економија и понезависна економија. Значи, РБТ-от по мене треба да биде македонско мало и средно, мало микро средно предпријатие. Тоа што е странска инвестиција треба да е одлично дополнување. Да, треба микс да има дефинитивно, но не може целиот акцент да падне на значи ајде да странци да дојдат и тоа е пак ќе речеме во ред и БДП изголемуваат и капитални инвестиции често може да имаат со изградба на све тоа во ред. Но никако не сме да се заборави дека ние, значи во основа тука треба да ги имаме нашите домашни мали микрофирми. Тие треба да се рбетот на економијата. Колку е пракса да дојде странец анонимус во Македонија и да побара сметководствено биро и да си почне тука да си работи без никакви се случува. Галами, без никакви... Не се случува, тоа е, мислам, имаме во суштина имаме и поволности со кои не треба да се криеме, кои мислам треба да се пофалиме. Дали било не, најчесто ни ги интересира пониски данъци, фала Богу. Со исклучок на придонесите, на друго место сме, да кажем, конкурентни.
И доаѓаат странци и заради одреден квалитет на живот, пошто се рачунајќи можеби ова смешно звучи квалитет на живот кој ќе го ставиме нели во контекст на тоа што ние го прецепираме, пошто тука сме цело време, меѓутоа за странец кој ќе дојде од нели со странска плата тука веќе подруго звучи. Така да особено во делот со услугите кои може да се даваат ремоут, односно за кои нема потреба од физичко присуство на локација, има и тие се апсолутен бенефит, бидејќи сметете дека се носат нели чисти пари од странство, а се мали, пак се мали микро и тие предпријатија, пак се фамилиарни некои и така натака, кои убаво функционираат. И јас преби, пак ќе се вратам на претходно прашање, преби имал 1000 фирми такви, него еден гигант кој ќе ве држи во позиција на лоша преговарачка позиција, тоа е како портфолио клиенти. Да, и големи сакаш, ама не сакаш да се само големи. Таквите кои ќе дојдат и кои ќе вработат некој од Македонија даваат европска плата или македонска? Ви се за европска плата не дошол тој за европска плата, да не се лажеме. Но даваат пак конкурентни плати, така ќе се изразам, кои може да бидат веќе и над просекот. Тоа е индивидуално и зависи во принцип од преговарачка мој сектор и така натака. Не би го генерализирал муабетот, може се да се направи, но секако се бенефит, ќе речам, за стопанството тие луѓе. Вие лично сте за рамен или за прогресивен данок? Мислам дека Што е поправедно според вас? Ако го поставиме прашањето што е поправедно е прогресивен, но во моментов мислам дека е безпредметно да дискутираме. Еве во моментов ќе кажам дека ми значи најмалку 4, веројатно до 8 години не гледам простор воопшто муабетот да се нафрли за прогресија, бидејќи за тоа прво треба да направите добар процент на фирми кои, да речам некои средни фирми, кои би влегле во некој праг за прогресија, кој би бил материјално значаен, значи да имате фирми профитабилни фактички. А кога би го поминале еве тој некоја бариера и кога би влегле во некој таков момент да имаме доволна маса, критична маса на такви фирми, во тој случај ја би рекол дека многу поважно баш според мене за имплементација на прогресија поважен би бил данокот на добивка отколку персоналниот, што претходно се обидовме да интервенираме, значи многу поголем акцент би ставил таму да се најде точен праг, убав праг, прецизно се изанализира последен период на 8 дека биде години. Пошално се го кажав, ама сакам да кажам дека треба да помине време, бидејќи уште сме во криза, безпредметно е да го правиме опште во моментов, али ако зборите за праведност, да, треба да се мисли и да се изанализира каде би бил поставен тој праг, на која граница и во кој процент, така што и во насока би делували во насока на оптимизација на буџетски приходи, бидејќи во моментов имате многу лоша структура на буџетски приходи. Во принцип најголем дел ни доаѓаат од ДДВ. ДДВ ви е данок на финална потрошувачка. Тоа е со тој го зголемувавме брутно домашниот производ последниве година и пол. Со крајна потрошувачка не е во ред. Не е во ред. Мислам дека не треба да биде одлика на една економија како нашата, треба да се стремиме кон тоа директните данъци поише да учествуваат, а тоа ви се овој добивка и персоналниот поради начинот на кој се поставени работите, мислам дека е многу во пракса кој е данъчен обврзник, кој е платец, да не обременувам се за технички работи, потешок е за имплементација и нема да биде праведно ако го зголемите, знам дека идејата е да се правичност која се воведува, прогресија, зборуваме за правичност, меѓутоа таму е многу потешко правичност да постигнете поради поставеноста на нешто, така и добивка е многу полесно да се и лесно да идентификувате профитабилни фирми и полесно да идентификувате прак и стапка на која имате нешто суштинско зголемување на буџет и поместување на структурата на буџетски приходи. Спомнавте период кога се обидовме како држава да воведеме прогресивен данок. Имаш информации дека тогаш се сели капиталот од Македонија. Имаше такви компании кои што навистина преселија во Бугарија, во Србија, не знам. Имаш индивидуи кои преселија приход во Толку се сплашија дека ќе загубат. Тоа беше веќе суштинска од 10 на 18 суштинска промена беше. И да, имаше анализи согласно кои имаше изголемување на одредени буџетски приходи, меѓутоа во глобална мерката мислам дека се покажа идејата се покажа како прилично лоша. И затоа мислам дека не треба во догледно време нити да помислиме во таа насока да делуваме. Затоа повеќе го ставив акцентот, да има прогресија, и тоа повеќе го ставив акцентот на добивка каде што можете. И полесно да проектирате и полесно да имплементирате. Во 20 секунди ви бидејќи ми сугерира дека мораме да завршиме. Ги знаете контата какви се на компаниите, на каква ниво е ликвидноста на фирмите?
Искрено поради, ако сакате да одговорам, ќе кажам, не е назавидно, поради меѓу другото лошата структура на можности за извори на финансирање кои кај нас не се баш најдостапни. И мислам дека во таа насока треба да се работи, треба да се овозможи и да им се даде можност на банките да финансираат развојни капитални проекти, да се даде поддршка пред се на малите микробизнеси за кои зборев, и да се подобри ликвидноста моментално, но пред се за да се зголемат инвестициските можности и капацитети. Господин Грозданов, јас ви благодарам за времето. Благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, јас се надам дека го задржав и овој пат вашето внимание. Останете на телевизија 24. Од мене толку.